Добар ден, драги ученици! Јас сум Златко Богдановиќ, наставник по предметот физичко и здравствено образование при основното училиште Ацо Шопов во општина Ботел. Темата која ќе обработиме се штафетните игри. Пред да започне самиот час, важно е да се изведе комплексот на вежби за правилен развој на телото, кој ќе придонесе за заштита од евентуални повреди и отстранување на деформитети кај некои ученици. Тој комплекс на вежби се дели на 3 дела: вежби за развој на раменскиот дел, вратот и горните екстремитети, вежби за развивање на мускулите на стомакот и грбот и вежби за карличен дел и долни екстремитети. Имаме спремно едно видео во кое ќе се видат сите движења и редоследот кој иде од горе пат надоле, т.е. до долните екстремитети. Почнуваме со вратот, па раменскиот дел, каде имаме движење горе-доле и кружни движења напред и назад. Потоа идат дланките со кружни движења, подлактица исто така со кружни движења назад и напред, и цели раце, кружни движења напред и назад. Ова се неколку вежби за загревање, кои се употребуваат пред самиот час, почеток на часот, за да се припреми организмот за понатамошниот дел или главниот дел. И како што се гледа од редоследот, се иде од главата, тоа е од горе кон доле, со долните екстремитети. Штафетни игри. Штафетните игри имаат свое место и улога во наставниот процес, а посебно кај помладите категории при изведба на некои поспецифични движења. Овие се променлива врста, бидејќи влијанието врз децата е разноврсно и заради разноврсниот избор на содржини кои се применуваат во нивниот избор. Поради ова може да имаме бесконечни варијанти и ќе се задоволат сите потребни аспекти на наставата по физичко и здравствено образование, кое ќе доведе до реализирање на поставените цели и задачи. Изведбата на задачите е групна и се пренесуваат задачите од еден на друг ученик. Кај штафетните игри е потребна поголема организираност и мобилност од страна на сите учесници или соиграчи, а наставникот неопходно е да води сметка за хомогеноста на групите, како што се способност, големина, пол и друго. При изведбата на овие активности потребно да се бара и почитување на пропозициите и нормите. Најголема примена имаат во завршниот дел од часот, а може да опфатат и различни моторички движења и содржини, како што е трчањето, носењето на терет, прескокнување и друго. Во штафетните игри, учениците или учесниците се распределени во најмалце 2 бројчено исти екипи кои стојат во колони. Кај изборот на играчи во екипата треба да се води сметка за бројот на девојчиња и момчиња кој треба да биде подеднаков, како и од разните можности, знаењата и способностите на поедини играчи, за да може групите да бидат што е можно подеднакви
и да имаат исти шанси за победа. Препознатливи карактеристики на овие игри се што може да се користат и полигони со препреки, каде учениците со континуирани движења треба побрзо да ги совладаат. Како што имаме на сликава, две колони, две стази или два полигона со разни препреки кој побрзо да заврши за да почне следниот ученик. Штафетните игри може да се поделат во неколку категории: штафетни игри на знак, штафетни игри на бодување, крупни штафетни игри во низа, кружни штафетни игри и ред други. Штафетните игри имаат направувачки карактер поради што кај учениците се раѓа желба за победа и престиж, а при изведувањето на задачите постои поголема мотивација, концентрација и внимание. Имаме спремно едно видео кој ќе погледнеме. Значи, почнува ученикот, идеме по греда, цикцак движење, подигање на топка, кружно движење околу играч, додавање топка на кит и водење топка што побрзо да се врати на правата колина и да предадеме топката на следниот. Овие игри, движења или забавни полигони може да се изведуваат било каде, од затворен простор до отворен, и може да се користат било какви материјали кои ќе ни бидат од корист или како замена за некои реквизити. Благодарам. Пријатно!